Добро, почитувани представници на медиумите, почитувани присутни, добар ден на ова денешна пресконференција во пресцентарот на ВМРО ДПМН. Ќе се обидам како градоначалник на општина Прилеп и како нормално член на ВМРО ДПМН да и презентирам сите оние проекти кои што се имаат сработено во текот на овој период, додека траеше претходниот мој градоначалнички мандат, меѓутоа и сегашниот мандат, што е планирано и што ќе се работи во иднина и што тековно се работи во општина Прилеп. Како прв и најзначаен проект би го издвоил проектот за изградба на пречистителна станица за отпадни води. Да напоменам дека тоа е проект со средства, прв проект на Република Македонија со користење на средства од ИПА фондовите од Европска унија. Проект на општина Прилеп во соработка со Министерството за животна средина и владата на Република Македонија, и овој проект изнесува вредност од 19,5 милиони евра, што значи околу 8 милиони, 7,5 до 8 милиони евра ќе бидат искористени од ИПА фондовите, и тоа е прв проект на ниво на Република Македонија од такав обем кој што користи средства од достапните ИПА фондови кои се достапни за нашата држава од минатата година. Да напоменам дека со овој проект ќе се изврши комплетно пречистување на градската река, каде што загадувањето е сега од 6 степен и нема жив свет, значи ќе се врати живиот свет и биодиверзитетот на градската река. Исто така сите земјоделски производи кои ќе се произведуваат во Прилепско поле и Пелагонија ќе бидат по сите еколошки стандарди, значи земјоделците ќе можат да ги извезуваат насекаде во европските и светските пазари. Проектот иначе треба да започне да се реализира кон крајот на годината, а договорот со Европската унија е да биде завршен во крајот на 2012 година, односно од 1 јануари 2013 година да започне да работи пречистителната станица, со што Прилеп една за секогаш го решава овој голем, да речем, и деценијски проблем. Втор проект е проектот за санација и реконструкција на водоводната мрежа во Прилеп, кој моментално се имплементира и се одвива во општина Прилеп. Тоа е проект донација од германската влада преку КФВ банката во вредност од 9 милиони и 200 илјади евра, заедно со средствата од јавното предпријатие Водовод и канализација и со средства од локалната самоуправа и владата на Република Македонија. Овој проект изнесува нешто над 10 милиони евра. Проектот на КФВ банката значи ќе овозможи комплетна реконструкција на водоводната мрежа. Таа е веќе 80% завршена реконструкцијата и досега се реконструирани преку 50 километри водоводна мрежа, а тоа значи вадење на сите азбестни цевки од градот, намалување на губитоците на вода и изградба на нова, најсовремена и најавтоматизирана административна зграда на јавното предпријатие Водовод и канализација, која е веќе готова и за 2 недели ќе имаме и нејзино официјално отворање, што значи Прилеп една за секогаш го решава проблемот со вода, кој е исто така деценијски проблем и исто така доби најсовремено водоводно предпријатие не само во Македонија, туку едно од најсовремените на Балканот по европски стандарди. И да укажам на тоа дека со средства во висина од 20 милиони денари во Прилеп се избушени 10 бунари кои што дават дополнителни 120 литри во секунда вода, кои што ќе се користат во летните горештини, оние најкритични месеци и денови, а тоа се обично јули, август, што значи со нивно надополнување во водоводниот систем во тие најкритични месеци веќе по високите делови на градот воопшто наредниот период нема да имаат проблем со водоснабдување. Трет многу битен проект изградба на нова општинска зграда, која е веќе при крај готова и треба нејзиното пуштање да биде некаде почетокот на летото, јуни-јули месец. Висината изнесува преку 2 милиони евра. Што е карактеристично за ова зграда? Е најнов, да речам, тоа е проект на 21 век, значи со најнова архитектура која ќе го краси центарот на градот. Исто така, тоа е прва административна зграда во Македонија која ќе има отворен тип на канцеларија, океански тип, со цел да се зголеми транспарентноста на работењето на јавната администрација. Има најсовремен едношалтерски систем, систем 48, кој што веќе се вградува и ќе се надополнува, што значи за 48 часа да може да ги добиваат сите потребни услуги граѓаните во однос на законските можности и ингеренции кои ги има локалната самоуправа. И тоа е првата административна зграда во Македонија која ќе користи алтернативни извори на енергија
односно електричната енергија ќе ја произведува сама преку сончеви панели, односно користење на сончевата енергија. Имаме четврт проект ревитализација на паркот на револуцијата, која е завршена, меѓутоа во континуитет ќе се одвива и понатаму. Проектот вреден е преку 500.000 евра, од каде што дел донација околу 100.000 евра беше од Швајцарската агенција за развој. Иначе во иднина ќе продолжиме со негова надградба. Паркот на револуцијата покрај културно-историски споменик го врати сејајот она што бил некогаш и амблем на градот Прилеп. Исто така доби нов спортско-рекреативен центар со трим патеки, со тениски терени, игралишта, со ракомет, фудбалско игралиште и така натаму. Има добијано и нови содржини, езерца, водени површини, така да во иднина планираме да овој парк прерасне во една прекрасна ботаничка градина и еколошко каче излетничко место, односно да прерасне во еден од најубавите паркови во Македонија. Понатаму имаме проект Варош, кој исто така првата фаза е завршена, проект вреден преку 1 милион евра, каде што делете од средствата, чем исто како и претходниот проект, беа обезбедени од Швајцарската агенција за развој и соработки невладиниот сектор. Значи, со овој проект се направи во најстариот дел на градот, под Марковите кули, легендарните Маркови кули, една од најубавите и најатрактивни туристички патеки, наречена Крал Марко, во должина од 1,5 километар. Карактеристична за оваа патека што е изградена од автентичен камен, онака како што треба да изгледа на ампиентот Маркови кули, е комплетно осветлена и изграден амфитеатар во средновековен стил во времето на живеењето на Крал Марко, каде што во овој амфитеатар во текот на летната сезона и во наредниот период ќе се одвиваат голем број на културни манифестации од забавен карактер и да кажам дека ова беше од најпосетените туристички дестинации во нашата општина и градот Прилеп, на голем број туристи во текот на минатата година. Се надевам уште повеќе ќе биде посетена во текот на ова идните години, бидејќи следува до изградбата нова туристичка патека, втора и трета фаза до врвот на Марковите кули. Понатаму, како шести многу битен проект за општина Прилеп е реконструкција на училишта во општина Прилеп со средства од буџетот на општина Прилеп и Министерството за образование и наука. Во минатиот период беа вложени околу 2 милиони евра, реализирани се голем број на проекти во основните и средни училишта. Буквално беа платени сите основни и средни училишта кои ги имаме 17 на број, каде што се подобрија условите за работа и на професорскиот кадар и пред се на учениците, на голема задоволство пред се на нивните родители кои ги пуштат да учат и се едуцират во основните и средни училишта. Реализирани се проекти од различна природа според приоритет на потребите, направено следно: реновирање на крововите училиштата, промена на дограмата на училиштата, реновирање на санитарните јазли, набавен е нов инвентар, клупи и столчина, значи бојасани се фасадите на училиштата, изградба на спортски терени, реконструкција на спортските сали и во училиштата и надвор од училиштата, правење на спортски терени и така натаму. Со реализацијата на проектот Компјутер за дете во голем процент подобрени се условите во изведување на образовниот процес и да напоменам дека Прилеп влезе во 4 или 5 општини на ниво на Македонија кои повторно ќе користат европски пари, ИПА фондови, а тоа се во висина од 600.000 евра, со кој проект во повеќе основни и средни училишта ќе биде досменета старата дограма со нова и овој проект наречен проект за подобра енергетска ефикасност на самите училишта и Прилеп, можам слободно да кажам, моментално во Македонија е лидер на сите општини во користење на ИПА фондови, односно европски средства, која што висина досега изнесува повеќе десетици милиони евра и имавме пред неколку месеци моја презентација во седиштето